Европските избори и покрај најавите за драматични промени во новата структура на Европскиот парламент завршија добро во однос на иднината на европската конструкција. Накусо проевропските партии од разни бои освоја повеќе од 2/3 од 751 пратеничко место во новиот состав на парламентот. Европската народна партија останува и понатаму прва, социјалистите како досега втори, либералите трети и зелените четврти. Евроскептиците и екстремистите немаат ни 1/4 од седиштата во новиот состав на парламентот. Она што е важно за нас во позитивна смисла е дека победниците на овие избори се поддржувачи на процесот на проширувањето и дека новиот состав на Европскиот парламент нема да се откаже од овој процес. Овој состав на Европскиот парламент на чело на европските институции ќе донесе своји представници кои во секој случај нема да го оспорат проширувањето. Лошата вест е поразот на Макрон во Франција и победата на екстремистите на Лепен. Во овие околности не е познато како ќе се однесува сега ранетиот Макрон на јунскиот Европски совет, кога ќе треба да одлучува за нашата иднина околу стартот на преговорите. Сепак, неговиот пораз не значи и автоматски дека во Франција загубија проевропските сили. Макрон заедно со зелените, кои бележат голема победа, и републиканците се уште го имаат убедливо проевропското мнозинство во однос на екстремистите. На темната страна на медалот за нас е и поразот на Ципрас и неговата Сириза, која сега најавува предвремени избори во Грција во јуни, кои ќе се одржат многу скоро. Поразот на Ципрас на изборите значи еден лобист помалку за нашата кауза за старт на преговорите. Шефовите на држави и влади веќе оваа недела, односно на почетокот сега на крајот на линијата, ќе се соберат во Брисел да оценат овие избори, да дискутираат кој ќе застане на чело на европските институции, какви што се Европскиот совет, комисијата и парламентот. Потоа ќе следи самитот на крајот од јуни, кога би требало да се разговара за извештајот на Комисијата за напредокот на Македонија и другите земји од Балканот. Според дипломатски извори за Македонија не би требало да има проблем, особено поради потребата од валоризација на преспанскиот договор. Европската комисија во среда ќе го објави новиот извештај и, како што дознаваме, во него нема дилеми околу препораката за старт на преговори. Сепак, како точно ќе се одвива процедурата, останува да се види. Според нашите информации, најверојатно Европскиот совет во јуни ќе даде политички сигнал за старт на преговори со тоа што ќе побара од Европската комисија да утврди рамка за овој процес, а подоцна на есен врз база на таа рамка да се утврди и точниот датум за стартот на преговорите. Во секој случај Европската унија останува на своите базични вредности исправена пред многу предизвици, а еден од нив е и процесот на проширувањето. Западниот Балкан е последниот залак на овој процес и тоа ќе биде еден од тестовите на новото раководство на Европа околу тоа колку навистина е подготвена да ги задржи европските вредности, кои во изминатите 70 години му донесоа мир, стабилност и благосостојба на поголемиот дел од континентот. Боријан Јовановски во Европскиот парламент за 1 ТВ.